СДСМ предлага предвремените парламентарни избори да се одржат во недела на 26 јуни 2011 година. Заради партизираната администрација, СДСМ предлага избирачките одбори да бидат составени од 4 представници на политичките партии, а председателот да биде избран од редот на вработените во државната администрација со минимум 5 години работен стаж. Заради исполнување на законската обврска, СДСМ предлага консензуална промена на границите на изборните единици. Заради што побрзо одржување на предвремените избори, СДСМ го повлекува барањето за загарантирани места за пратениците од помалите етнички заедници. Барање кое не беше прифатливо за ВМРО ДПМН и ДУИ. Формирање на парламентарна комисија за прочистување на избирачкиот список. Комисијата да работи 30 дена, сметајќи од денот кога опозицијата ќе се врати во собранието. Заради избегнување на досегашната пракса на трошење на народни пари на владини реклами без никакви критериуми, СДСМ предлага партиите да се согласат да се донесе закон за правична распределба на буџетските средства за владините кампањи во медиумите. Предлагаме две алтернативи. Распределбата на народните пари да се врши еднакво на сите медиуми на централно или локално ниво, во зависност од видот на кампањата, или распределбата на народните пари по медиумите да се врши врз основа на нивната гледаност, рейтинг за електронските и тираж за печатените медиуми. Изборот на една од овие алтернативи да го направи ВМРО ДПМН. Иако СДСМ е уверен во политичката мотивираност на судската одлука, ќе ја почитува одлуката на Кривичниот совет со која се потврди блокирањето на сметките на А1, Време, Шпиц и КОХР. Но СДСМ бара гаранција од ВМРО ДПМН и владеачките партии дека нема да се донесуваат нови и дополнителни барања и одлуки од страна на несудските органи, Управата за јавни приходи до завршувањето на предвремените избори, со кои би се извршила дополнителна блокада на овие медиуми од страна на владата. Што не е логично во овие барања? Кој навистина бега од превремени избори и кој се обидува да ја избрка опозицијата од изборите? Господине Груевски и господине Ахмети, вие сте на потек.